Сме до изборите, локални избори во Делчево, како и насекаде во државата, 19 октомври, вечерва на полноќ стартува изборниот молк. Разговараме со Зоран Биковски, граѓански активист, представник на невладина организација која и годинава ги следеше, мониторираше задолженијата кои ги има како невладина организација околу нерегуларностите кои ги имаше, а дали ги имаше ќе ни каже самиот како помина овој дел од кампањата која завршува, како што рековме, вечерва на полноќ. Можеме да кажеме дека имавме интересно еден добар период кога кампањата се спроведуваше сосема коректно. Кандидатите за градоначалници и за советници ги презентираа своите проекти, програми. Вечерва во 24 часот започнува или завршува кампањата и со тоа започнува и предизборниот молк. Сигурни сме дека и во натамошниот тек и следните денови дека се ќе помине коректно и дека на денот на избори во недела на 19 октомври сите граѓани кои што имаат право да гласаат ќе излезнат масовно да си го дадат својот глас. Оно што можеме да го кажеме е дека ние како организација Жена Делчево ќе настапиме со отворена канцеларија, при што секој гласач кој што не е сигурен доколку не е во состојба да го оствари своето гласачко право, ќе може да се информира како да го направи истото и исто така доколку се забележат одредени неправилности во текот на избирачкиот ден и во процесот на гласање, истите неправилности можат да ги пријават каде нас. Кои би биле тие неправилности се однесува на можни притисоци врз гласачите, подкуп, пренос на гласачи со службени државни возила и така натаму се оно што го нарушува гласачкиот процес или што оневозможува фери демократски избори. Сепак, ја пак ќе кажам, ние сме сигурни дека ќе имаме добар избирачки ден кога граѓаните непречено и без никакви блокади ќе го остварат своето гласачко право. Меѓутоа, ние остануваме отворени за граѓаните доколку сакаат да не контактираат.